После најавата од пред 6 месеци на министерката за одбрана Радмила Шекеринска, денеска е успешно завршена првата фаза од пробивањето на 33 километарскиот пат до армискиот полигон Криволак. Денеска сме повторно на армискиот полигон Криволак, меѓутоа на места кои што досега биле непристапни и за нашите граѓани и за нашата армија. Денеска овде може да видиме дека армискиот полигон Криволак е навистина гордост на нашата одбрана. Криволак ќе биде местото каде што НАТО уште повеќе ќе го запознае својот нов сојузник. Со овој армиски полигон и со инвестициите кои што ги правиме сега во него, ние навистина додаваме дополнителен ресурс во колективната одбрана и безбедност на Алијансата. Преку огромниот труд и напор кој е вложен од страна на Генерал-штабот и посветеноста на инженерците, Криволак станува лична карта во НАТО, вели Шекеринска. Нашите инженерци, релативно мал број на луѓе за многу кратко време и со многу малку ресурси, успеа да пробијат 33 километри пат низ многу тежок терен кој денеска можевте и сами да го видите. И дополнително да реконструираат, да обноват уште 15 километри. Со тоа ја постигнавме првата наша стратешка цел, а тоа е полигонот Криволак да го отвориме кон север и да го поврземе со стрелиштето Пенуш кај Штип. Средствата за одвивање на овој проект се сопствени без помош од странски фирми, па според Министерката за одбрана заштедата е околу 9 милиони евра. Со исплата на дневниците на инженерците, пари за храна и гориво, овој полигон доби сосем нов лик за 1 милион евра, за разлика од пресметките кои водеа до 10 милиони евра доколку стануваше збор за странска фирма. Покажуваме дека вложуваме заеднички во овој ресурс и јас сум убедена дека во многу кусо време ќе се види уште поголем интерес и кај нашите сојузници, заедно да вежбаме, заедно да ги развиваме способностите, па дури и заедно да вложуваме во развојот на капацитетот. Пред неколку месеци инженерците добија орден, да не го добија тогаш, сега ќе го заслужаа. Армијата на Република Северна Македонија, тоест НАТО армијата, има со што да се пофали и има резултати од својата работа, истакна Шекеринска. Исто така во текст се работите од личните патишта до Криволак да бидат обезбедени со дренажи со вода и дополнителни материјали кои ќе дадат долговечност. Предвидена е финансиска подршка во еден дел од истите од американската армија, но почетокот е со наши ресурси и наши вложувања. Се очекува наредната година на армискиот полигон Криволак да се изведе вежба со армијата на САД и неколку други армии од соседството и да им се покаже направеното за само 12 месеци.